По седми пат во Прилеп се одржа фестивалот Млеко 2025-та, овој пат насловено Гласот на сточарите, чија што цел е промоција на малите земјоделски стопанства и нивна конекција со крајните купувачи, кои што добиваат поевтин и далеку поквалитетен млечен производ од оној кој што се продава во маркетите. Со тоа се јакни македонската економија и нашето земјоделство. Многу ни е драго дека во Прилеп се одржува веќе по четврти пат и баш оваа година сакавме да бидеат сточарите во фокус, бидејќи без нив би немало смисла постоењето на стоката, би ни биле празни селата и сакаме како Slow Food да бидеме еден вид на мост помеѓу сточарите и институциите, да им помогнеме за подобро да можат да се снајдат во лавиринтите институционални, но исто така да бидеме и мост помеѓу производителите, сточарите и купувачите. Интенцијата, заложбата на Министерството преку финансирањето на вакви манифестации да се промовираат домашните преработки на земјоделски производи, да се развија локалниот туризам, да се поддржуваат здруженијата кои што постојат на ниво на држава, се со цел оваа промоција да добие една сериозна традиција во наредниот период. Самите гледате колку е збогатено од секоја година во година, е побројно присуството. Имаме голем асортиман на производи од нашата општина, поточно Предел, каде што руралните места нудат здрава храна. Со ова ние влијаеме и на ревитализирање на селата, односно ги стимулираме да произведуваат што е можно повеќе нивни производи. Посебен акцент даваме на сточарите и млекопроизводителите. Малите земјоделски стопанства и сточарите велат дека ова е одлична прилика да се промовираат нивните производи, кои што на овие саеми фестивали може и да се пробаат од страна на купувачите. Со тоа се стекнува поблизок однос со граѓаните, се зголемува довербата помеѓу двете страни, а се има и прилика да се докаже дека нашите сирења може да одат рамо до рамо според квалитетот со европските. Ова е прилика да ги презентираме нашите производи и поблиску да дојдеме до нашите купувачи, значи и од купувачите шанса за ниве да купат производи по пониски цени, значи од прва рака купуваат, тоа е пониска цена нормално, и купуваат значи квалитет кој го нема во големите производствени капацитети како што се големите млекари. Таму има млеко, се е само млеко, не кај нас се произведува на традиционален начин, не дозволува примеси и никакви додатоци, чисто природно млеко, маја и сол. Овој начин е доста добар за промоција, затоа што населението не е добро запознато колку добра и квалитетна храна се произведува на нашите простори. Ова е одлично нешто што може да се долови вкусовите и начините на изработка на сирење и други производи што ги нуди на овие пазари. Ова е посебно баш пазар за сирењата, што баш не радува тоа како мали производители, што можеме да доловиме нашата здрава храна до секој еден човек. Што е разликата помеѓу домашно произведено сирење и она во маркет, индустриско? Она е од прашак, а нашево од млеко. Се знае. Кој е поубаво? Саемите многу ни помага нас за продажба, за рекламирање. Иначе цело производство ние традиционално го работиме со непастеризирано млеко, без додатоци, и производот 90 дена го ферментираме, па потоа го продаваме. Овие саеми излегуваш пред, не знам, илјаднита публика, и секој кој што има проблем со продажбава би апелирал да дојде да се промовира. Slow Food е една од организациите кои се собави со тоа и мислам дека од луѓе кои што беа негде скриени, да речеме анонимни, направивме интересни приказни и се надевам дека тој ќе продолжи и понатаму. Овие саеми помагаат многу во развојот на туризмот и развојот на, да речеме, на малите производители. Фактички ветар во грб ни даваат за промоција на производите, а поразлични се од тоа што се правени рачно, со повише љубов,
не е индустријско, немат адитиви, нема хемија. На платото кај градскиот сад во Прилеп се одржа и трибина со сточарите кои што ги изнесоа своите видувања за тоа како може да се подобри овој значаен сектор кај нас. За Сител, Дарко Штарговски.